Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во уште едно ново издание на Колосек. Во вечерашната емисија ќе зборуваме за тековните активности на Фондацијата Чекор по Чекор. На нашата денешна тема ќе разговараме со моите вечерашни гости Кристина Леловац и Даниел Димитриевски од Фондацијата Чекор по Чекор. Добре дојдовте. Добро ве најдовме. Поздрав до гледачите и ви благодариме што ја следите нашата работа. Така, ние секогаш сме тука да информираме, особено за ваков проект на Фондацијата Чекор по Чекор со читање до лидерство, кој што нуди многу интересни активности за децата од училиште, од градинка. Па така имаме тука и нова кампања која што ја спроведувате, меѓутоа за кампањата ќе зборуваме нешто подоцна. Сега на почеток би сакала да ни кажете нешто повеќе за Фондацијата Чекор по Чекор, што представува и која е нејзината мисија. Фондацијата Чекор по Чекор веројатно оние кои што не ја знаат дека така се вика, ја знаат од своите искуства во училиштата, бидејќи е активна во Македонија со своите активности уште од 94 година како образовна програма на Фондацијата Отворено општество, за да по 5 години се осамостои како самостојна невладина организација, а од 2001 година официјално функционираме како Фондација за образовни и културни иницијативи. Мисијата на Фондацијата Чекор по Чекор со кажано накратко е всушност унапредување на квалитетот на образованието во Република Македонија, кој што ќе биде достапно за сите деца. Така, кои се целите за кои се залага Фондацијата Чекор по Чекор и на што е фокусирана во изминатите години? Фондацијата Чекор по Чекор ми се чини наједноставно, може да раскажеме што се ние правиме, доколку ја поврзам фондацијата со една поширока асоциација од која што сме членка, тоа е интернационалната организација Чекор по Чекор или ИСА. Тоа е незината скратеница на англиски. И ИСА всушност има дефинирано 7 принципи за квалитетно образование, кое што е инклузивно и демократско. Тие принципи се однесуваат на начинот на кој што наставникот или учителот доаѓа во интеракција со децата, на инклузивноста, на достапноста на образованието на сите типови на деца, од сите социјални групи, вклучително и со особен акцент на ранливите групи. Потоа се однесува на начинот на кој што наставниците и учителите самите работат на својот професионален развој, како тој постојано да се потикнува и како да се ефектуира во училницата. Понатаму нешто по што сме веројатно најпознати се по нашите залагања за унапредувањето на средината за учење кај децата, за стимулативната средина. Јас се сеќавам дека јас кога бев во основно образование учев во училница уредена според принципите на Фондацијата Чекор по Чекор. Така што тоа е некоја, ми се чини тие принципи најмногу и вака најсликовито го објаснуваат она за што се залага и на што работи нашата фондација. Така, може да направиме една споредба на училници, една училница опремена според Фондацијата Чекор по Чекор и една обична училница? Како ќе препознаат, како можете да препознаете училница Чекор по Чекор? Училниците уредени според принципите на Чекор по Чекор се оние училници во кои што има така да речени катчиња. Не се седи во 3 редици, туку се седи во групи и се работи во групи. Училниците не се исполнети со вообичаени постери кои што можете да ги купите од книжарниците, туку се уредени со изработките на самите ученици. Во училниците кои што работат според принципите на Чекор по Чекор, наставникот и учениците имаат, така да кажам, тоа е една демократска атмосфера во која што сите имаат право да го изразат своето мислење и да го добијат третманот кој што нив најмногу им одговара за нивното индивидуално учење. Бидејќи ние веруваме дека секоја дете има индивидуален начин на кој што учи и дека задача на сите нас возрастните е да го препознаеме и да го потикнеме тој начин. Така. Може ли да кажеме процентуално колку училници се опремени според принципите на Чекор по Чекор во училиштата низ Македонија? Па, уште во 90-тите години со самиот почеток на функционирањето на Чекор по Чекор во Македонија, Чекор по Чекор спроведува еден капитален проект кој што влегува во сите градинки, во сите предучилишни установи во Република Македонија и во сите училишта. Така.
Тоа е проектот со читање до лидерство? Проектот со читање до лидерство е наш најнов проект. Ова се некои претходни проекти за модернизација на образованието, да. Добре, сега да зборуваме малку и за проектот со читање до лидерство, кој што го споменав и на почетокот, кој што е доста интересен за децата од училиштата и градинките. Што представува овој проект? Така е, доста интересен проект, а јас би рекол и би дополнил доста обемен проект. Проектот функционира во сите основни училишта, тоа е 336 основни училишта, инаку е проект финансиран од Американската агенција за меѓународен развој. Инаку, која е главната цел на проектот? Главната цел на проектот е да се проценат и подобрат на едно повисоко ниво јазичните и математичките вештини и способности кај учениците од првиот циклус на образование, односно за учениците од прво до петто одделение. Тоа е главната цел. Нормално, за да тоа успешно се спроведе, проектот е испреплетен со одреден друг број на компоненти кои што спроведуваат различен тип на активности. Инаку, тие активности се сведуваат на професионален развој на наставниците, мислам на одделенските наставници и стручната служба, тука исто се вклучени и директорите. Тој професионален развој подразбира комплет на 3 различни обуки кои што ќе им овозможи на наставниците како подобро да се справуваат со наставната програма и со предавањето на јазик и математика на учениците. Исто така креираме и се спроведуваат во одреден број, не во сите училишта, во одреден број заедници за учење, каде што на некој начин тие заедници за учење промовираат култура на учење помеѓу одделенските наставници и стручната служба, каде што они споделуваат најразлични добри практики, споделуваат предизвици со кои што се соочуваат, проблеми и така натаму. Исто така, за да бидеме во тек со денешното модерно време, нели, ерата на компјутери, таблет компјутери, дигитални содржини и така натаму, овој проект има и посебна компонента која што овозможува достапност и креирање на дигитални содржини, пред се мислам на сликовници, детска литература, прирачници за одделенските наставници, кои што сите тие работи на нашата веб страна се во дигитална форма. Исто така, како многу важен елемент, каде што посебен фокус дава овој проект, е вклучување на семејството и заедницата, локалната заедница во сите училишни активности, па и активностите на овој проект. Така, на кој начин семејството се вклучува во училишните активности во рамки на овој проект, нели? Па, се вклучува во повеќе различни активности. Например, тука ќе споменам активноста читаме, учиме и се забавуваме, каде што одиме во училиште и активноста трае од прилика до 1 час, каде што познати личности, тоа се актери, спортисти и така натаму, личности од јавниот живот, им читаат на учениците сликовници и детска литература и ги анимираат и ги учат на важноста, учениците ги учат на важноста колку е важно да се чита. Исто така, во склоп на таа компонента имаме една, ние ја нарекуваме библиотека на тркала, тоа е пренаменето комбе, кое што внатре целосно пренаменето во библиотека, има детски содржини, има детска литература, сликовници, книги, има ТВ приемник, каде што сите овие дигитални содржини и сликовници ги им овозможуваме да ги гледаат внатре во библиотеката. Зошто тоа го правиме? Бидејќи голем дел од училиштата, особено оние кои што се во рурална средина, немаат достапност на дополнителни лектири, сликовници и детска литература, и поради тоа ние ги посетуваме со оваа подвижна библиотека и им овозможуваме да видат што значи тоа библиотека, колку е важно да читаат, да створат една навика за позајмување на книги и да ја засакаат нели книгата и читањето. Така. Какви се реакциите на децата кога ќе влезат во комбето, во подвижната библиотека на тркала?
Па сигурно дека се позитивни. Значи имаме ситуации каде што и повтор пат во одредени училишта одиме. Ви напоменувам уште еднаш дека особено руралните средини се заинтересирани. Децата се доста среќни. Имаме ситуации каде што и не сакаат ниту да излезат од библиотеката на Тркава, така да позитивни се. Дека доста позитивни резултати. Кога опфаќаат активностите на овој проект со читање до лидерство? Па јас би рекол дека сите чинители во образовниот систем во нашата земја, пред се мислам на оделенските наставници, стручниот актив, односно психолози, педагози, директорите, тука нели и учениците ги вклучуваме. Исто така да напоменам дека проектот директно соработува и со Министерството за образование и со останатите образовни институции, со сите педагошки факултети во нашата земја, така да сите се вклучени во овој проект и мислам дека позитивна работа правиме. Така, а од кога се спроведе овој проект? Повеќе години и до кога ќе се спроведе? Проектот е почнат во мај 2013 година. Првично тој беше замислен да се спроведува во 60 училишта. Меѓутоа, земајќи ги предвид првичните резултати до кои што дојдовме и всушност отвореноста на училиштата и нивните отворени барања и тоа дека декларираа дека им е важно и она што го правиме, во договор со Министерството за образование на Република Македонија всушност проектот се прошири на сите основни училишта во Републиката. Планот е да се реализираат активностите до крајот на ноември 2017 година, така што имаме уште една година да го правиме ова што го правиме. Така, одлично. Ја се надевам дека и овој проект ќе продолжи, затоа што навистина носи одлични резултати. А кои се компонентите од кои се состои овој проект? Симо ова што Даниел се обиде да ви го раскаже, всушност така да кажем спакувано во 5 компоненти кои што меѓу себе се поврзани и се надополнуваат. Првата е секако оваа компонента за процена на јазичната и математичката писменост на учениците, која што се спроведува во сите училишта. Тоа се алатки кои што се прилагодени на начин да можат да се утврдат компетенциите на кај децата за читање и за математика низ еден процес кој што не е стресен, кој што не делува како никаков тест за кој што може да ме оценат лошо, туку навистина е прилагоден на нивната возраст и на самото она што го учат и ова тестирање се спроведува на таблет компјутери кои што проектот ги обезбеди за сите училишта во Република Македонија и тоа го прават луѓето од училиштата или педагозите или некои од наставниците, значи некој кој што работи со детето, кој што детето го познава и му верува, така што тоа воопшто не е стресен процес. Втората компонента е професионален развој. Тука се всушност оние обуки кои што се наменети за наставниците да можат да се унапредат себе си и својата пракса да всушност работат на подобрување на јазичните и математичките вештини на децата. Тоа се обуки како да ги потикнуваме читачките вештини кај децата на занимлив начин, како да ја уредиме својата училница со материјали кои што се лесно достапни и ефтини, како да ги подучуваме децата математика на забавен начин и тие се спроведуваат за наставниците во сите училишта во Република Македонија. Пардон. Третата компонента е оваа за која што говореше колегата Даниел, заедници за учење, во која што всушност се потикнува меѓусебно учење меѓу наставниот кадар, во кој што наставниот кадар се на некој начин поддржува меѓу себе во своето учење, ги разменува своите знаења. Во оваа компонента се спроведува така наречените мрежни настани, во кои што две училишта се среќаваат, едното е домаќин, едното е гостин, и наставниците од овие заедници на едни убави, креативни, симпатично уредени постери ги презентираат своите проекти за личен професионален развој. Четвртата компонента е оваа компонента преку која всушност ги создадовме сликовниците кои што веројатно се познати бидејќи исто така ги има во секоја училница во основните училишта. Тоа е нашата збирка, мини библиотека од 20 наслови во едно препознатливо комбенце со букви.
во рамки на оваа компонента за дигитални ресурси за учење се прават и такви токму дигитални ресурси на нашата веб страна stepbystep.org.mk се достапни бесплатно за симнување сите овие наслови, дополнителни наслови, можете да слушаат децата да слушаат аудиосликовници и на тој начин всушност да го унапредуваат своето читање. И последната компонента е оваа компонента за вклучување на семејството и заедницата, во рамки на која се возиме со комбето низ целата држава, се случуваат овие популарни настани во кои што познати личности им читаат на децата, се прават обуки за родители како да направат сликовници за своите деца, заедно со своите деца, како да читаат со нив, како да работат со нив и всушност како да бидат легитимни учесници во образовниот процес на своите деца. Тоа не се само родителите, туку и членовите на широкото семејство, на заедницата, општините и така. Така, колку се заинтересирани родителите за овие активностите со своји раце да создадат нешто за децата, еве како на пример сликовници што велите да им создадат на децата? Па се, всушност се, замајќи ги ја предвид динамиката на денешното живење, претпоставам дека сите родители го чувствуваат тој притисок дека никогаш не може да доволно време да поминат со своите деца, така што ова се активности кои што се моделирани на начин да бидат прилагодени на ритмот на кој што денешните семејства живеат и родителите се апсолутно отворени и уживаат во овие исклучително креативни работилници на кои што се лепат хартии во различни бои, се пишуваат сликовници, самите родители заедно со своите деца измислуваат приказни, така што да, одзивот е навистина позитивен. Така. И резултатите од целокупниот проект се позитивни, но кои се тие? Што носи, кое е подобрувањето со спроведувањето на овој проект? Оно што ние веруваме дека го правиме е всушност дека после во рамки на овој проект ги оснажуваме сите учесници во образовниот процес да помогнат во тоа да најмладите кај нас владеат со читањето и со математиката на начин кој што понатаму ќе им помогне во своето образование, децата да можат да читаат и да знаат што прочитале и да го разбираат тоа, бидејќи за жал се случува да низ тие некои наши активности во кои што ги правиме процените да имаме и деца од повисоките оделенија кои што ги знаат сите букви, кои што читаат многу брзо, кои што на брзина може да прочитаат десетисти страници, но кога ќе ги прашате зашто се работеше во приказната што ја прочитавте, баш и не сте толку сигурни или имаат проблем да сватат што од нив бара текстуалната задача на тестот по математика. Така што во што ние веруваме е дека работиме на тоа да создадеме читачи кои што ќе ги сакаат книгите, кои што ќе уживаат во читањето, кои што нема да се плашат од математика и на тој начин утре ќе можат да бидат да уживаат во понатамошниот процес на своето образование и всушност да бараат повеќе од него. Така, како што веќе кажавте, активности има и за наставниците, и за родителите, и за учениците. Ке може ли подетално да кажеме кои се активностите кои што ги опфаќаат овие три категории: наставници, родители и ученици? Па вака би започнал од првата компонента како што колешката објасни и би споделил некои бројки до сега колку се и вклучени овие што ги споменавте, значи наставниците, родителите, стручната служба, локалната заедница. Првата компонента која што се однесува на спроведување првично процена за колкави се знаењата по јазична и математичка писменост кај учениците од првиот циклус, ние откако сите по барањето од Министерството за образование сите училишта да се вклучат, по тој период обучивме околу 700 пред се психолози, педагози и оделенски наставници од сите училишта основни во Република Македонија, кои што се обучени да ги спроведат овие процени внатре во нивното училиште. Тука зборувам за обучени представници од училиштата на македонски наставен јазик, албански наставен јазик и турски наставен јазик. Инаку се спроведени, ќе споделам, последната студија во мај што се спроведе оваа година, се спроведува околу 8000 процени, зборувам и јазик и математика. Потоа до сега има вклучено
мислам дека околу половина училишта, зборувам за обуките за професионален развој, тие се нели обуките за креативни техники кои што им помагаат на оделенските наставници и стручната служба подобро да ги спроведуваат активностите во нивните нели оделенија. Исто така тука е обуката за стимулативна средина и обуката за креативни техники за подучување на учениците за математика. До сега има поминато околу 4000 оделенски наставници, тука спаѓа во таа бројка и од стручниот актив представници, и верувајте имаме и примери каде што оделенски наставници кои што не биле во можност тогаш да присуствуваат кога е закажана некоја од овие три обуки, да не прашуваат каде ќе биде наредната обука, во кое соседно училиште, и да одат во соседното училиште. Потоа заедниците за учење исто така нели ги вмрежуваат оделенските наставници во едни во заедница за учење каде што они споделуваат најразлични добри практики и искуства, и тоа што го споменав и претходно, креираат една култура на учење која што и ние ги бодриме, и кога ќе заврши проектот и проектните активности, таа култура на учење да се негува и да функционира таа заедница за учење во училиштето. Тие заедници за учење за сега функционираат во 65 селектирани училишта и има дури 1200 членови во тие 65 училишта, што се однесува до вклучувањето на семејството и заедницата, со настаните каде што нели одат познатите личности и исто така им читаат на учениците, исто така и посетите на библиотеката на Тркала. Во сите тие активности до сега има поминато околу 20.000 ученици. Исто така има вклучено во креативните работилници за креирање на сликовници до сега вклучено околу 300 оделенски наставници. Значи бројките се големи, но тука не запираме. Образовниот процес е процес кој што е едно непреслушиво поле, така да и по овие активности проектни мислам дека уште многу работа останува да сработиме. Така, во рамки на овој проект, значи постојано спроведувате некои активности и кампањи, таква е и новата кампања за која ќе зборуваме по рекламите. Тука некаде ние сме на половина од емисијата. Почитувани гледачи, да ги погледнеме рекламите, па ќе зборуваме за новата кампања на Фондацијата Чекор по Чекор. Сме назад во студиото. Наша вечерашна тема е проектот Сочинење до лидерство и сите оние активности и кампањи кои што се спроведуваат во рамки на овој проект, а го спроведува Фондацијата Чекор по Чекор. И уште едно мало потсетување за нашите вечерашни гости, Кристина Лиловац и Даниел Димитриевски од Фондацијата Чекор по Чекор. Дојде време сега да зборуваме и за новата кампања која што е во тек на Фондацијата. Станува збор за кампања за здрави читачки навики. Ке може ли подетално да ни објасните за каква кампања всушност станува збор? Тоа е кампањата која што веројатно гледачите ја сретнале веќе на Facebook, и доколку не го запомниле името, сигурно го запомниле доктор Читко, кој што секој ден се појавува и дава по еден значаен совет за како да развиваме здрави читачки навики кај најмладите. Се работи за кампања која што е исклучително Facebook кампања, која што се испроведува од 1 до 25 декември во соработка со Американската агенција за меѓународен развој, USAID во Македонија, и оди преку нивната Facebook страница, а ние всушност понатаму ги споделуваме и на тоа исто и ги потикнуваме и гледачите доколку им се доаѓа да се вклучат во оваа наша кампања. Кампањата се состои од тоа што секој ден доктор Читко дава по еден значаен совет за тоа како да читаме со децата. Еден од хаштазите кој што се користи во кампањата е и тој дека треба да се чита по 20, задолжително да се чита 20 минути на ден со децата. Јас ќе ги замолам одрежени, имаме некои фотографии тука кои што ги представуваат оние пораки и совети од доктор Читко. Од режија ќе ве замолам за фотографиите да видат гледачите за што станува збор, на како што споменавте на некои веќе им се
познати кои ќе видат фотографијата со онаа порака. Меѓутоа еве и за оние кои што не знаат, значи може да овие пораки да ги најдат на Facebook страната. Да, на Facebook. Ова е исклучително Facebook кампања, бидејќи всушност таргет групата се родителите и членовите на семејството. Таргет групата се возрастните. Кои што треба да читаат на децата. Кои што всушност треба да читаат со децата и да ги учат децата дека читањето е убава работа. Така што ми се чини дека токму поради тоа всушност и го избравме Facebook како алатка. Досегашните реакции се навистина феноменални, за многу кратко време, речиси една недела е само. Кампањата е веќе вирална, имаме многу споделувања. Допрва ми се чини дека ќе стане популарна, бидејќи од наредната недела ќе објавиме, еве ќе ви откриеме тајна, ќе го објавиме повикот за фотографии за родителите кои што читаат со своите деца. И понатаму тие фотографии ќе ги искористиме за финалниот продукт на кампањата, така што ве поканувам да не следите за да можете и вие да станете дел од оваа кампања. Секако. Кои се главните цели на оваа кампања? Кампањата е наменета за возрастните да ги подсети колку се тие важни во процесот на учењето на децата и да ги подсети колку читањето е бесценето за развојот и за учењето на децата генерално. Така, кампањата започна да се спроведува пред една недела на 1 декември. Споменавте дека реакциите до сега се одлични, голем интересот, споделувањата се бројни, предвидено е да трае до 25 декември. Има ли простор, има ли можност да се продолжи оваа кампања со оглед на тоа што е веќе на почетокот има доста голем интерес? Па, јас се надевам дека вклучувањето на родителите во оваа Facebook кампања ќе биде на начин кој што ќе биде инспиративен, длабоко верувам во тоа и дека понатаму ќе можеме да размислуваме и за некое проширување пошироко. Така. А како планирате да ја завршите оваа кампања? Кампањата па да не откриеме се, за да остане нешто и како изненадување. Се надевам само дека начинот на кој што ќе го направиме тоа ќе ја постигне целта која што си ја зададовме на почетокот. Така. Уште еднаш само да повториме за оваа кампања сите оние кои што се заинтересирани, како може, што треба да направат за да кампањата ја споделуваме ние секојдневно, значи секојдневно на нашата Facebook страница Фондација за образовни и културни иницијативи Чикор по Чикор, лесно ќе најдете на Facebook со кирилица, да. Таму се споделуваат секојдневно овие симпатични совети на доктор Читко. Мислам дека хаштагот има неколку хаштази, едниот е проект носи со читање до лидерство, или мислам дека е на англиски USAID Project Readers are Leaders, едниот хаштаг е ова 20 минути на ден, така што вирална е прилично, лесно ќе може да ја најдат гледачите. Одлично. Какви се досегашните искуства од спроведувањето на проектот со читање до лидерство, на сите оние активности и кампањи кои што се спроведуваат нели во негови рамки? Споменав и претходно, значи позитивни во секој случај, меѓутоа ние не застануваме тука, се уште споменав, има многу уште да се работи, а образовниот процес е процес кој што цело време треба да се надоградува, нели трендот денешен е нели секогаш има некои новини кои што треба да се пратат и да се следат. Инаку кажав и претходно дека оделенските наставници се многу задоволни од истручниот актив, нормално од обуките кои што ги спроведуваме, бидејќи обуките кои што ги спроведуваме се интерактивни, се со практични примери и совети за оделенските наставници, така да во секој случај позитивни.
Така, во текот на нашиот разговор ги споменавме голем број од активностите кои што нели ги спроведувате во рамки на овој проект. Дали некои активности пропуштивме, не ги споменавме кои што се спроведуваат во рамки на проектот со читање до лидерство? Па мислам дека скоро се споменавме она што сега во овој период е актуелно покрај нели оваа кампања која што ја објасни, ја представи колешката Кика. Тука се следуваат, односно дел се завршени, дел ќе следат до крајот на оваа година мрежните настани од заедниците за учење, каде што, како што рековме, едно од училиштата е домаќин, а останати училишта 2 до 3 или пак едно училиште одат на гости, и тоа е многу интересно бидејќи се среќаваат училишта од различни региони со различен наставен јазик, но нормално тука се менторите кои што се распределени во секое училиште да им помогнат. Исто така овој период се спроведуваат и креативните работилници за креирање на сликовници на математички теми, каде што посебен фокус проектот дава на учество на родителите во овие работилници, така да тоа е сега актуелно во овој момент. Така. Кои се препораките за учење и описменување кои се даваат на децата преку проектот со читање до лидерство? Па препораките се особено родителите неуморно да читаат со своите дечиња. Така да дури во тој поглед ние изработивме и 2 кратки брошури, каде што едната е за препораки колку да се чита со дечињата, како да се чита со дечињата за да се подобрат нивните јазични вештини и способности, и нормално со самото читање, нели со таа социоемоционална поврзано со својот родител, се развиваат и креативноста и останатите способности кај дечињата, така да ние минимум препорачуваме минимум 15 минути дневно да се чита дали сликовница или одредена друга детска литература со дечињата, и втората брошура се однесува на креирање на сликовница за дечињата, нели, и во училиштето, каде што даваме препораки како тоа да се направи на оделенските наставници, но и брошура за родителите како тоа дома да го прават. Даваме препораки каде што кажуваме дека не треба тоа да бидат сликовниците изработени од некои скапи материјали, туку од достапни и ефтини материјали. Така да исто дечињата да бидат вклучени во тој процес. Така да тие се некои од препораките за да се подобрат јазичните способности и вештини кај учениците од првиот циклус на образование. Така. Се наоѓаме пред крајот на 2016 година, остануваат уште 20 на дена. Како ќе оцените вие 2016 година од аспект на вашите активности и работа? Па, ми се чини дека ова беше една динамична година за фондацијата, во која што имавме навистина зголемување на динамиките на активностите. Имавме и некои работи нови, со кои што особено се гордееме. Покрај многуте активности за кои што говоревме, ми се чини дека само ние споминавме дека приготвуваме и прирачници за наставниците кои што ќе останат и понатаму да можат да ги споделуваат и користат. Оно што беше особено интересно оваа година е секако специјалното одбележување на нашата годишнина која што ја правиме редовно. Меѓутоа оваа година го направивме настанот Speech for Teach, инспирација за едукација. Тоа беше еден инспиративен настан во кој што неколку значени практичари, но и деца, учесници во образовниот процес, ги споделија своите инспиративни приказни за образованието и за неговата важност. Секако тука е и Детскиот креативен центар, кој што и оваа година работеше со полна пара и беше навистина посетен, кој што во рамки на овој проект беше обновен и е исполнет со разни можности за читање и за учење математика. Така што во некоја смисла ми се чини дека ова беше уште една значајна година за фондацијата.
Така, на нашите гледачи мислам дека им е добро познат настанот Speech for Teach, затоа што го истретиравме и во вестите, им ја пренесовме атмосферата од тоа збиднување, да кажам, и плюс тоа и посветивме една цела емисија за тој настан, како и нели за сите активности на фондацијата Чекор по Чекор. Тука сме пред крајот на емисијата, па би сакала дел од вашите планови за воиднина, доколку можете да ни откриете за периодот кој следи, за какви проекти планирате во иднина. Вака, покрај овој проект, кој што е доста обемен, како што објаснивме нели предходно, исто така Фондацијата Чекор по Чекор е имплементатор заедно со уште две локални организации на проектот кој што ги третира и е наменет за ромската популација. Тоа е проектот за заекнување на свеста и капацитетите преку демократските процеси и преку образованието кај ромите. Инаку една од главните цели на тој проект е да се подобри општата состојба кај ромската популација. Инаку тој проект се спроведува, како што споменав, заедно со две локални ромски организации. Тоа е Центарот за социјални иницијативи Надеж и локална ова Центар за социјални иницијативи Надеж од Шутово Ризари, и ромската организација од Ѓорче Петров Ден до вас. Инаку со овој проект ќе се пружи директна поддршка на отприлика околу 210 ученици кои што се во предшколска возраст, исто така околу 120 ученици кои што веќе посетуваат училиште, односно основно училиште, исто така на околу 500 жени и мајки кои што од ромската популација, кои што имаат потреба за помош и нивното социо и образовно ниво е на пониско ниво. И исто така што се однесува за проектот на УСАИД со читање до лидерство, активностите овие што ги образложивме до сега си продолжуваат и понатаму, како што споменавме предходно. Има уште многу доста работа, образовниот процес е таков, мора да ги пратиме трендовите и да се надоградуваат и наставниците и сите чинители во образовниот процес. Кика, дали би додали вие уште нешто за крај? Па, мене ми останува само да ви се заблагодарам што вака будно ја следите нашата работа и што ни давате простор и дополнително да се промовираме и вака надвор од училиштата, училишните и училишните дворови. Така што моје само од името на фондацијата да ви се заблагодарам и да посакам да се среќаваме и понатаму. Секако. Јас ќе ви посакам успешна 2017 година, да ви биде уште поуспешна од оваа 2016 и секако да продолжите со вакви проекти кои што се од големо значење и за децата, и за родителите, и за наставниците. Ви благодариме на поканата. Се надеваме дека повторно ќе не повикате. Секако. Да ви битомо. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, ви благодарам и на вам за вниманието. Имајте пријатна вечер.